Соборно послание на светиот апостол Јуда. Треба да се пазиме од заводници, да бидеме постојани во верата и во чистотата на учењето. Желба на крајот. Глава 1. Од Јуда, слугата на Исуса Христа, а брат на Јакова, до призваните, осветени во Бога, Отецот и запазени од Исуса Христа. Милоста, мирот и љубовта да ви се умножат. Возлюбени, грижејќи се постојано да ви пишувам за вашето општо спасение. Најдов за добро да ви напишам и да ве помолам, да се борите за вистинската вера, која им е дадена на светиите еднаш за секогаш. Зашто се вовлекоа некои луѓе чија осуда е одамна определена, безбожници што ја обрнуваат благодатта Божија во нечистотија и се одречуваат од единиот Господар Бог и Господ наш Исус Христос. Сакам да ви напомнам, иако ова веќе го знаете, дека Господ, откако го избави народот од египетската земја, ги погуби потоа оние што не веруваа. Ангелите пак, што не се покоруваа на своето началство и го напуштија своето живеалиште, ги стави во вечни окови, во мрак за суд на великиот ден. Како што Содом и Гомор и околните градови што блудствуваа и на ист начин како што и тие налетуваа и на друга плот, станаа пример со тоа што беа накажани со вечен оган. Исто така ќе стане и со оние кои осквернуваат плотта, ги презираат началниците и достоинството на власта. А Архангел Михаил, кога се препираше со ѓаволот за Мојсеевото тело, не се осмели да изрече хулна пресуда, тупу рече: Господ да ти забрани. А овие хулат на она што не го знаат, а во она што го знаат по природа како неразумно животно, во него се распаѓаат. Тешко неимоти тргнаа по Каиновиот пат, се фрлија во корисната заблуда на Валаама и загинаа во пуната Кореева. Тоа се оние што ги поганат вашите вечери на љубовта, јадејќи со вас без страв и се гојат. Тие се безводни облаци што ветровите ги пренесуваат, есенски неродни дрвја, кои два пати умреле и се искорнати. Свирепи морски бранови што се пенат со своите срамоти, звезди лажни за кои се чува мракот на темнината за секогаш. А за овие пророкуваше и Енох, седмиот од Адама, зборувајќи: Ете иде Господ со илјадници своји свети ангели, за да направи суд над сите и за да ги изобличи сите безбожници за сите нивни нечисти дела што ги беа направиле со своето беззаконие и за сите лоши зборови што ги изрекле за него безбожните грешници. Тие се незадоволни викачи кои живеат според своите желби, а устата нивна произнесува горди зборови и за корист стануваат ласкатели. Но вие, возлюбени, спомнете си ги зборовите што ги кажа апостолите на нашиот Господ Исус Христос. Оти тие ви зборуваа дека во последно време ќе се појават подигрувачи кои ќе постапуваат според своите безбожнички желби. Тоа се луѓе што се одделуваат од единството на верата, тие се телесни и немаат дух. А вие, возлюбени, изградувајќи се во пресветата ваша вера и молејќи се преку Светиот Дух, запазете се во љубовта Божја, очекувајќи милост од нашиот Господ Исуса Христа за вечен живот. И така, разликувајќи ги, едни милувајте, а други со страв спасувајте. Истркнувајќи ги од оган и изобличувајќи ги со страв, и гнасејќи се од облеката испоганета од телото. А на оној кој може да ве запази да останете безгрешни и без порок и да ве постави пред славата своја во радост, на единиот премудар Бог, нашиот Спасител преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава и величие, држава и власт преку сите векови, сега и во сите времиња. Амин.